¿Sabes dónde está Macedonia? Sí, está de parte de los Balcanes. Тогаш се верува дека Богот слегувал долу од надземниот живот. Време кога Самуиловото царство било главното царство на Балканскиот полуостров. Ella no entiende español. Luego tiene que sacrificar. Еве сме денеска на друга античка цивилизација. Дојдовме во центарот на мексичките антички племења, племето Ица, или на местото наречено Чиченица. Само што дојдовме со автомобил, оно што сакам да го кажам е дека првиот паркинг кој што ќе ви го препорачаат или на кој што ќе ве наведат да паркирате, се разбира е поскап од неколку други паркинзи кои што ги има дури и поблиску до центарот тоест до влезот на населбата, до археолошкиот локалитет. Меѓутоа, само што еден човек ни рече дека државниот паркинг пак чини 120 песос, ние плативме 80. Има некои по 50, по 40. Меѓутоа, овие паркинзи тука кои што ги гледате, тоа се одржувани од локалното население, локалното мајанско население, како што еден човек сега тука ни раскаже. Така што, ете, доколку сакате да ги поддржите локалните жители, може да паркирате и за поскап паркинг, доколку сакате државниот, може да идете се до крајта, кој што е исто така со немногу скапа цена, меѓутоа тоа е тоа. Но ние каде што паркиравме сега треба да има околу некои 3-4-5 минути одење пешки. Мислам дека и веќе стигнавме, ги гледам автобусите кај што сите паркираат. Ние исто доаѓаме релативно велам рано. Мислам дека е веќе 10 часот изутрина. Патот од местото каде што сме сместени, градот Мерида, беше некаде околу близу 2 часа. Патот е одличен, автопат, нема многу сообраќај. Времето е топло, меѓутоа сонцето денеска не грее така јако како што бевме претходниот пат во руините во Тулум. Има некои облаци, меѓутоа мора да останете заштитени се уште со крема за против сонце, затоа што по долгото изложување на сонцето за време на посетата на археолошкиот локалитет, кој што треба да биде некои околу 2 часа, мора да останете заштитени, затоа што мексичкото сонце, како и она на Балканот, е доста јако. Локалните предприемачи знаат исто така дека овие шешири се есенцијален дел од посетата на Чиченица. Така што, доколку немате веќе обезбедено еден шешир, може тука да се набавите по ваш избор. Тука се чини дека е веќе влезот, каде што сите луѓе се собираат. Ние еве го само да фатам Чиченица, центарот на мајанската култура. Само да видиме сега каде може да се купат карти. Карти може да се купат на лице место, во кеш или со картичка. И за интернационалци чинат некаде околу 33-4 евро. ¿Siente un grupo en español? ¿Mexicana? ¿Es mexicana? No, pero ella no entiende español. Luego tiene que sacrificar. No es cierto. Los dioses le quieren, una morita. ¿Sabes dónde está Macedonia? Más o menos. Más o menos tengo idea. Sí tengo idea. Europa, ¿sí, verdad? Sí está de parte de los Balcanes. Por allá. Exacto, Por allá, exacto. por allá. Sí. Sí, he escuchado. El frío, mucho frío, ¿verdad? No mucho. En el invierno puede ser, pero el verano es muy caliente. Como ¿Igual? Igual. Y más. No te creo. Sí.
No, pues están muy bonitos, hay que quemarse un poquito. Ah, no es cierto. Gracias. Saludos, cuídense. Gracias. Bye. Si pronuncia la R es como si estuviese rugiendo. Principio. Es el principio. Bueno, esa es la pirámide que representa Sí. el equinoccio Kukulcán. Esto representa la unión de la familia, el eclipse. Esto representa la larga vida, la tortuga. Esto es de la salud. El médico maya se llama Ixchel. Esto es el amor eterno. El jugador de la pelota, el jaguar, es la protección de los mayas. Y esto es el mensajero Chacmol. Mensajero. Mensajero, Ah. tiene nombre Chacmol. Чак. Sí. Сега се наоѓаме во еден од дворците на овој локалитет. Јужната и на северната страна овој дворец е заграден со храмови, каде што големците, елитите, можеле да седат удобно во своите столови, покриени со покрив, заштитени од жешкото сонце и да ги наблюдуваат дворските игри. Точно ти од западната страна може да се видат овие големи ѕидови, ѕидини, кои што доколку се влезе од внатрешната страна може да се видат слики на ѕидовите, насликани некаде од пред 19-тиот век, кои што објаснуваат како ова место уствари било напаѓано, како било заштитувано и сите овие милитаристички воени подвизи кои што им се случувале. Секој на оваа страна е големата Кукулкан пирамида, која што ќе пробам да објаснам малку подесна какво значење имала за маите и зошто се уште до ден денес се смета за едно од 7 светски чуди. Еве сме сега на спортивната страна од овој дворец, на другата страна каде што има исто така изграден храм, каде што седеле елитите, големците, за да може да ги гледат дворските игри кои што се случувале во овој дел од овој дворец. Не се знае точно какви биле правилата на играта, меѓутоа се знае дека играта можела да се игра 1 на 1, 2 на 2 и во тимови кои што се состоеле веројатно во ист број на членови. Се знае дека играта била игра со топка, која што на почетокот била фрлена во средината. Еден интересен податок кој што исто така се знае дека топката, првиот топкер со топката морал да биде со полковите. Се разбира, на крајот морало да биде да има само еден победник, а друг интересен факт е дека дворецот е исто така изграден на начин што еве сега можете да видите дека луѓето тука прават звуци, прават гласови, затоа што дворецот е изграден со овие големи ѕидови на начин што доколку еден човек од елитите проговори нешто, ѕидовите го насочуваат гласот се од другата страна, која што не знам сега колку, меѓутоа веројатно има некои 400-500 метри, така што едно интересно архитектонско здание во овој дел на археолошкиот локалитет кој што се наречува дворецот на топката. Конечно се наоѓаме пред пирамидата Кукулкан, најголемата пирамида на овој археолошки локалитет наречен Чичен Ица, археолошкиот локалитет на маите. Името Чичен Ица значи во устата на бунарот од волшебникот на водата. Чи значи устата, Чен значи бунарот, Иц значи волшебникот и Ха значи водата. Ова пирамида ја представува она совршенство на културата на маите. Ова пирамида има 91 скали од 4 страни, 4 по 91, 364. Има уште една која што е и уште едно скалело која што е последната платформа каде што се верува дека пристигал богот на змијата, тоест главниот бог на создавањето, кој што тие веруваш дека е во форма на змија, змија која што можел исто така да оди како човек, да се движи како змија и во исто време и да лета. Ова змија се верува дека
се гледа 2 пати во годината и тоа на пролетната и на есенската рамноденица. На оваа страна тука за време на есенската рамноденица, меѓу 4,5 и 5,5 часот попладне, сонцето грее на таков начин така што се создава сенка која што е во вид на змијова форма. Тогаш се верува дека Богот слегува долу од надземниот живот и слегува тука меѓу маите. Многумина можеби од вас слушнале дека маите исто така пренесувале жртви. Да, тие пренесувале жртви, но не пренесувале човечки жртви. И уште помалку на оваа пирамида. На Кукулканка пирамидата не се пренесувале жртви. Жртвите се пренесувале во така нареченото свето сеноте. Меѓутоа во исто време, како што реков, маите не пренесувале човечки жртви, туку пренесувале жртви од земјоделието, земјоделски производи кои што ги собирале околу. Кога подоцна ацтеките го завладеле ова место, овој град, овој главен трговски центар, кој што фактички доминирал на полуостровот Јукатан, тие чекале, меѓутоа имало периоди кога се гледа дека и тука потребата дека нема многу дожд, нема многу влага. Кога имало поголеми и подолги периоди на суша, ацтеките почнале да пренесуваат и човечки жртви, и тоа на најгрозен начин. Оцекувале глави, оцекувале раце и крвта ја поливале на овие згради кои што се гледаат од околу, но не тука. Тоа што сега зборувам, не знам и колку добро се слуша, тоа што зборувам без микрофон и без селфи е тоа заради тоа што не е дозволено да се снима на професионален начин или полупрофесионален, затоа што тоа треба да биде претходно договорено со луѓето кои што се одговорни за ова место, тоа е со владата. Се надевам дека се слуша доволно добро, за да можете да разберете што значи ова место. Како што реков, овие скалила преснуваат исто и календарот на маите, кој што се верува дека бил еден од поточните календари во времето. Ние во денешно време се водиме по григоријанскиот календар, кој што потекнал некаде од 1000-тата и нешто година, меѓутоа маите овој календар го создале неколку стотици години претходно. Интересно е дека таа пирамида исто така била изградена во исто време или во слично време, некаде во 8-9 век од ова ера, тоест во исто време кога Самуиловото царство било главното царство на Балканскиот полуостров. Во исто време кога Самуил бил главен, овде маите биле главните на ова место. He's gonna become king of the Mayas. А ова е светото сеноте во Чиченица, кое било едно од најмистичните места на маите. Тие верувале дека длабоката природна јама е портал кон подземниот свет и богот на дождот Чак. Во време на суша или криза фрлале злато, накид, па дури и луѓе како жртви, надевајќи се на дожд и спас. Според преданијата на маите се верувало дека оној кој што ќе биде фрлен во ова сеноте и ќе преживее, станува гласник на боговите со пророчки моќи кој ќе може да ја предвиди иднината.